Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите торта марилена. За подготовка на овој десерт потребни ви се следниве производи. За пандишпани 250 грама путер, 250 грама шеќер во прав, 6 јајца, 200 грама брашно, 100 грама мелени ореви, 1 лимон. За фил 250 грама путер, 250 грама шеќер во прав, 300 грама чоколада за готвење. Потребното време за подготовка на овој десерт е 60 минути. Почнуваме со подготовка на пандишпаните. Во сад за матење го ставаме путерот. Го додаваме шеќерот во прав. Јајцата ги кршиме. Белките ги ставаме во сад настрана. Жолчките ги додаваме во садот за матење. Матиме со миксер додека смесата не стане пенеста. На ситната страна од рендето во садот рендаме кора од лимон. Го цедиме и лимонот во цедалка. Лимоновиот сок го додаваме во садот. Матиме со миксерот додека смесата не се соедини. Во длабок сад со миксер ги матиме белките додека не ја добијат потребната цврстина. Мелените ореви и брашното ги додаваме во садот за матење. Повторно матиме со миксерот додека смесата не се соедини. Потоа ги додаваме изматените белки. Мешаме со лажица додека смесата не се соедини. Смесата ја распоредуваме во 2 тави за печење обложени со хартија. Тавите ги ставаме во рерна. Печеме 15 минути на температура од 200 степени. Тавите со испечените пандишпани ги вадиме од рерна. Потоа ги вадиме пандишпаните од тавите. Им ги отстрануваме хартиите. Ги сечеме на половина по должина. Почнуваме со подготовка на филот. Чоколадата ја кршиме на парчиња. Ја ставаме во тенџере на оган. Мешаме со лажица. Тенџерето со растопената чоколада го тргаме од оган. Во сад за матење го ставаме путерот. Го додаваме шеќерот во прав. Матиме со миксер додека путерот не стане пенест. Потоа ја додаваме изладената растопена чоколада. Матиме со миксерот додека филот не се соедини. На послужавник ја ставаме првата лента пандишпан. Ја премачкуваме со фил. Нанесуваме уште 2 ленти пандишпан. Ги премачкуваме со фил. Прекриваме со последната лента пандишпан. Целата торта ја премачкуваме со фил. Горната површина на тортата ја декорираме со сребрени и бели, а страничните делови со бели шеќерни бомбони. За
подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 60 минути. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладникав вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!